Благодарам, почитуван колега Джафери, почитувани колеги, почитувана колешка Кузмановска. Во вашиот одговор вие дадовте една слика на состојбата во Република Македонија со употребата на Законот за јазиците. Направивте една ретроспектива. Што е тоа што е направено со рамковниот договор и што содржи Уставот на Република Македонија и како се реализира во текот на овие години. Во вашиот одговор појаснивте дека ВМРО-ДПМНЕ во 2008 и 2011 година го даде својот придонес за подобрување на Законот за јазиците и за неговата имплементација во средините каде што живеат граѓани кои што се припадници на етничките заедници, а се повеќе од 20%. Тоа значи дека нашата политичка партија го дала својот придонес и дека ние и понатаму стоиме на курсот на подобрување на состојбата со јазиците, употребата на јазиците, како на албанскиот, така и на другите јазици на етничките заедници и секако на македонскиот јазик, употребата на македонскиот јазик во средините каде што доминантно население е припадниците на етничката заедница на албанците. Значи, ние треба постојано да се бориме низ еден диалог, конструктивен, со давање на аргументи, но почитувана колешке, се согласувам со вас дека овој закон е целосно неуставен и со нејасноти во ставовите по одредени членови, што предизвикува што може да допре до вредностите на нашата држава, на Република Македонија и што може да го продлабочи јазот помеѓу етничките заедници, затоа што ние како пратеници секојдневно се соочуваме со нашите граѓани кои што се припадници и на нашата етничка заедница, но и на другите етнички заедници. Никој, почитувана, кај мене, бидејќи јас имам доста пријатели албанци и други припадници на другите етнички заедници, никој не се пожалил на употребата на некаков проблем при употребата на јазиците во средините каде што имаме повеќе од 20% население, се пожалиле од злоупотребата од страна на некои функционери од некои политички партии, така што ние се грижиме за граѓаните во целост, без разлика на нивната етничка припадност и понатаму сметам дека ќе учествуваме во унапредување на правата, што е наш императив и низ еден диалог кој што со сите политички партии, со припадниците на сите етнички заедници, со донесување на консензуални промени, консензусот и ќе се залагаме силно консенсусот да не стане колатерална штета. Благодарам.